Мирко Попов е еден од најплодните македонски продуценти од новата генерација. Јавноста најдобро го знае по стотиците плочи со електронска джез и поп музика. Овој пат зборуваме за едно од неговите последни дела, снимањето на плочата со распјани валандовчани. Приказната е повеќе на Мирко отколку моја. Мирко потекнува, мислам, многу малку луѓе знае дека потекнува вистински од Валандово. Целата негова фамилија по татко се Валандовчани. Се работи за некаде ансамбл од вкупно околу 40 изведувачи, околу 10 изведувачи само на инструменти, а другиот дел е хор, градски хор. Изборот го направи Мирко, неколку пати го следел ансамблот, значи на концерти, односно настапи во околина на Валандово и во Валандово и заклучил дека тие 8 композиции се тие кои би требало да бидат на издани. Гледам ја на ова како нека оставштина на која Мирко ја остави позади себе, меѓу другите работи кои ги правеше. На некој начин е добро да се има документ кој ќе покаже дека во 2024, односно во почетокот на 21 век, во едно место кое се вика Валандово, имало 40 ентузијасти, влюбеници во музика кои покрај сите овие премрежија какви веќе се во државата, творат и негуваат автентична македонска народна музика. Распјани валандовчани официјално функционираат и се регистрирани од 73 година, меѓутоа неофицијално тие постојат од 1946 година, кога е формирано културно-уметничкото друштво Гоце Делчев Валандово, а е формирано врз основа на постоечкиот градски хор и младински хор и музичка секција. Значи од 46 година во Валандово постојат хорско пеење и музичка секција. Уште од тогаш, од далечната 46-та се негува нашата староградска песна. Тоа се прави исклучиво заради љубов кон нашата традиција, односно нашето идентитетско богатство, нашата музика, нашата музичка култура. И затоа и се нафативме на овој проект со Мирко Попов, затоа што уште на првиот состанок со него ние видовме кај него една желба да го направи тоа истото, значи да остави за себе и за идните генерации наши, да оставиме едно културно наследство. Значењето е големо, бидејќи тоа е оживување на нашите стари македонски песни, поготово од нашиот крај. Ние ги направивме во нови аранжмани, во ново руво, ќе останат за понатамо во иднина да може да ги слушаат нашите потомци.